Значи, разговараме со представници на Мега Баскет, кошаркарскиот клуб од Прилеп. Во пресред на она што следи, тоа се натправите од плей-офот, преку кој се оди до целта е втората лига. Па како од вашата позиција на прв човек на клубот гледате на утрешниот надпревар помеѓу Мега Баскет и Младинец од Скопје? Па утакмицата што се игра, првата утакмица во четвртфинале, од можните се надеваме дека нема да бидат 3. Се игра овде во Прилеп. Младинец не е значи случајно влезен во четвртфинале во борба за пласман во втората лига. Меѓутоа мислам дека нашава екипа има големи шанси да успее да ги помини таа пречка за понатамошно надпреварување во полуфиналето во плей-офот. Што презедовте вие од управниот одбор да биде се во најдобар ред, максимално да биде подготвен клубот за овој прогрес. Бијќи вие представувате еден исклучок во Прилеп, редок исклучок, бијќи во Прилеп на спортски план резултатите се многу скромни, многу клубови одат во надолна линија, а еве вие сакате да одите нагоре. Па ова не е само годинашно залагање, тоа е во одреден период 6-7 години наназад. Сите играчи во Мега Баскет се прилепски играчи, значи од Прилеп. Вративме неколку деца и од Скопје, кај што нема доволно минутажа, ја и заслужува таа минутажа. Обезбедивме услови сала благодарение на раководството во Добре Јовановски, градоначалникот. И мислиме дека имаме некои услови создадено за клубот да може годинава да ја оствари целта, а тоа е пласман во втора лига, кај што мислам и заслужуваме да бидеме. Кошарката е убав, преубав спорт, прилепчани ја сакаат кошарката, меѓутоа дали конечно ќе биде исполнета оваа сала тука на утрешниот надпревар? Што мислите вие, какво е расположението? Па ова сала стално била посетена за време на кошаркарските надпревари. Стално има, еве сега да не претерам, може 200-300 гледачи, а се надевам дека утре, значи на утрешниот надпревар ќе биде во полн капацитет полна, што секако и бара наша обврска да обезбедиме услови и безбедност за другата екипа што ќе дојде овдека. Се надеваме на коректно навивање и максимална поддршка на екипата. Значи во поглед на резултатот и крајниот исход или играта, што би биле вака конкретни точкови? Ја мислам дека дечкиве се максимално подготвени, не треба да се потцени противникот. Малце е и ослабен ради тоа што имаше играчи со двојни лиценци кои настапува за нив, меѓутоа мислам дека нашава екипа без разлика на се заслужува и мислам дека треба да го добие тој надпревар. И се надеваме дека овој тромеч ќе го добиеме во 2 надпревари, а не во 3. Односно се надеваме победа во Скопје. Значи без мајсторка. Па се надеваме така да види, затоа што стварно дечкиве се годинава докажа, има 11-1 беше? 11-1 во победи. Ова сезона и тој едниот пораз има, знаеме сите како се случи и мислам дека треба да се оствари целта годинава да се пласираме во втората лига. За гледачите што сакаат да дојдат во салата, дали е слободен влезот? Во сите овие години, дори се надпреварува Мега Баскет, значи се надпреваруваме во втора лига, своевремено поради короната настана некои проблеми, испаднавме од таа втора лига и сега и во трета лига, значи влезот е бесплатен и секој добронамерен навивач може слободно да дојде и да ги гледа надпреварите од Мега Баскет. Кои се вашите размислувања за утрешниот надпревар? Јас сметам дека ние сме апсолутни фаворити за утрешниот надпревар. Како што кажа претседателот, Младинец се ослабени со играчите на двојна лиценца, односно имаат 4 играчи кои што нема да настапуваат на утрешниот надпревар и сметам дека ќе биде лесен надпревар за нас. Отстрана гледано и по две основи вие сте фаворити како екипа. Затоа што на табелата прво место во Б групата во однос на Младинец кој беше четврто пласиран. Но исто така и домашниот терен се смета како предност. Што мислите вие за ова?
Домашниот терен според мене е една најголема предност што може да има една екипа. Како што гледате, повеќето надпревари оваа сезона ги добиваме со голема разлика и многу е битна публиката, навивањето и нашето време поминато на овој терен. Пред малку кажавте нешто дека ослабен составот ќе биде на Младинец. А што мислите за квалитетите на тие што ќе дојдат и ќе се спротистават? Дали гледавте некои снимки, некои сознанија имате? Гледавме некои снимки, ама не можеме да кажеме со сигурност каква е нивната игра без тие четворица клучни играчи кои нема да настапуваат. Меѓутоа, сигурно подценување никогаш не треба да има туку респект кон противникот. Како се подготувавте овие 2 недели? Што имавте на располагање? И со кои играчи ќе настапите? Дали имате некои проблеми со вашиот состав? Па овие 2 недели ги искористивме максимално. Трениравме во полн интензитет. Поголем дел од играчите се во топ форма, спремни и подготвени за надпреварот. Единствено имаме мал проблем со, знаете, со утакмицата со Тетекс. Се случи што се случи, имаме еден суспендиран играч, Давид Настески. Тој има уште 2 кола е суспендиран, така да единствено тој нема да настапува, другите сме сите комплетни во топ форма. Рекоте пред малку, една лесна победа се очекува. Дали тоа значи со многу поени разлика? Тоа само можеме да видиме утре. Не можам да зборувам со сигурност, ама се надеваме на голема разлика. Значи не е битна и разликата, туку е важно да се победи. Да, најважно е да се победи. Без мајсторка. Очекуваме без мајсторка да победиме дома и гости и да имаме повеќе време за подготвување за следниот противник.